Ве поздравувам и ви посакувам Божи благослов. Брат Трајче спомена за време на искуствата дека неговата сопруга, што моди на гробишта, станува православен верник. Така? Православен верник. Меѓутоа, значи дека брат Трајче ти си православен верник, ако одиш на гробишта. Или ако сите ние одиме на гробишта. Дали православите се состои во одење на гробишта? Можеме да поставиме општо прашање за верата. Дали верата е нешто што нам ни треба заради смртта, заради гробишта? Дали е верата нешто што нам ни треба само заради смртта? Како еден вид чаре од смртта, чаре за гробот. Видите, интересна работа е дека фактот што верата е единственото решение за смрт. Христовото дело е единственото решение за смрт. Меѓутоа, дали ние сме го прифатиле Господа, дали сме ја прифатиле верата, сме поверувале, затоа што се плашиме од смрт. Или затоа што се плашиме од било што друго. Добро, дали сме биле свесни дека имаме вечен живот, па се плашиме да го изгубиме, и доаѓа верата и ни кажува дека постои решение, нема потреба да се плашиш. Само со верата сме го добиле вечниот живот. Не сме ни знаеле што е тоа вечен живот. Не сме верувале дека постои вечен живот. Јас би сакал денес да размислуваме за Божието царство, бидејќи бев потекнат уште доста порано да размислувам за оваа тема, а кога беше брат Фараго пред 2 саботи, он малку во беседата за Оче наш, малку начна нешто во врска со Божието царство. Верувам дека се сеќавате што беше тоа. Па на самиот почеток, значи, еве да прочитаме токму од Господовата молитва, во кој дел се споменува Божието царство. Да дојде царството Твое. Исус, значи, ги поучил своите ученици да се молат да дојде царството Твое. Зошто ги поучил вака да се молат? Дали вие сакате да дојде Божиото царство? Дали сте биле воодушевени кога сте поверувале, може би прв пат, од идејата дека постои нешто што се вика Божие царство, кое што треба да дојде? Што представува Божието царство? И сега се сеќавате на прашањето на Фараго, но ајде, пред да го повторам тоа негово прашање, да прочитаме некои други текстови, најнапред во Евангелието според Лука, 19 глава, Лука 19 глава. Почнуваме да читаме од 11 стих. Исус тука кажува една парабола, верувам дека ви е позната, и таа гласи вака. Значи, Лука 19 глава, почнувам да читаме од 11 стих. А на оние што го слушаа ова, им кажа една парабола,
бидејќи беше близу до Ерусалим, и тие мислеа дека набргу ќе се појави Царството Божјо. Значи, што мислеле Христовите современици, самите апостоли и другите евреи околу него, дека Исус ќе направи штом се приближува кон Ерусалим? Мисле дека тогаш ќе се појави Царството Божјо. И сега што вели Исус? Па рече, еден благородник заминуваше во далечна земја да прими царска власт за себе и потоа да се врати. Понатаму параболата зборува, ги повика своите 10 слуги, им даде 10 мини и им рече, тргувајте со нив додека не се вратам. Но граѓаните го мразеа и испратија по него пратеници, велејќи, не ќе ме тој да царува над нас. А кога се врати, по примањето на царската власт, нареди да ги повикаат оние слуги на кои им ги беше дал парите, за да види кој колку спечелил. Понатаму знаеме што се случува со овие три категории на слуги, и тој дел би го прескокнал. Но ќе отидеме веднаш на 26 стих на равучението од параболата. Ви велам дека секому што има ќе му се придаде, од оно што нема ќе му се одземе и оно што го има. И сега внимајте 27. А оние мои непријатели, што не сакаат да царувам над нив, доведете ги тука и погубете ги пред мене. Еден интересен случај. Ние денеска живееме во време кога веќе неколку генерации изад нас, ние практично не знаеме што е тоа царство. Царство воопшто, а камоли Божие царство. Зошто? Па ние живееме во републики, живееме во демократии, живееме во така наречено граѓанско општество, живееме во некои, значи, државни уредувања кои што не се царство, не се ниту кралство. Последен пат кралство на нашите простори пред Втората светска војна. Значи, ние од искуство не знаеме што е тоа царство, бидејќи и постои разлика меѓу царство и кралство. Царство значи империја, апсолутна власт. Знаеме од искуство како изгледало да се биде поданик на некој апсолутен цар, император. Од искуство не знаеме. Меѓутоа, дали имаме идеја, секако дека имаме идеја, што значи царска власт? Што значи царска власт? Еве го спомнавме лавот во библиската pouка. Зошто лавот е наречен цар на животните, а не е наречен, например, председател на животните? Или војвода на животните? Зошто цар? Значи, што укажува поимот царска власт? Апсолутна власт. Апсолутна неоспорна власт. Неоспорна, значи, апсолутна доминација, надмок, господство, царство. Според тоа што би представувало Божијето царство. Апсолутна господова власт, би може да речеме. Значи, па и самиот Исус вели во продолжение, значи, кога веќе споменавме молитвата, значи, да дојде царството Твое и понатаму што вели? Да биде волјата Твоја, како што е каде? На небото, така нека биде и на земјата. Значи, што представува доаѓањето на Божјето царство? Значи, Божјата волја, значи, како царска волја, да се остварува на земјата така како што се остварува
на небото. Ова ни е горе-долу јасно. Дали забележавте во самата парабола, дека благородникот, од почетокот, 11 стих, заминал од своето место во далечна земја, зашто? За да прими царска власт. Царска власт за себе, или некои други преводи велат, за да прими царство. Не знам сега ова, дали е јасно како може некој да ја напушти својата земја, да отиде во друга земја и таму да прими власт, за да владее со својата земја пак. Од каде што заминал. Може би тоа не ни е јасно, меѓутоа во Христово време и воопшто во поголемиот дел од историјата на човештвото, ова била многу позната работа. Например, царот Ирод, за да биде цар на целиот Израел, морал таа царска власт да ја прими од кого? Да, од римскиот император, од некој што бил над него, кој што бил апсолутен господар. И Ирод отишол, конкретно историјата вели на островот Родос, таму да се сретне со императорот, да му се поклони, да ја признае, значи, неговата царска власт и од него да ја прими својата власт за да владее во Палестина. Исус на што упатува кога ја споменува оваа парабола? Че кој е благородникот што заминува од својата земја во некое далечно место за да прими царство, власт, и кога ќе дојде со сета своја власт да го воспостави својот поредок назад во својата земја. Значи, тоа е самиот Исус. Можеме да додадеме неговите непријатели, на кои што исто така алудира во параболата, се оние што очекувале царство, кога тој ќе влезе во Ерусалим. И сега знаеме како евреите го очекувале Божјото царство. Значи, да се манифестира Божјата сила, Божјата власт, што ќе ги скрши јаремот, роговите, силата на непријателот на Божиот народ. В конкретен случај на римјаните, на римската власт. Меѓутоа, Исус вели, што мене ме мислите за цар, кога јас ќе дојдам во својата царска власт, ја ќе ги погубам сите мои непријатели. Со други зборови, и оние евреи, кои што тука на земјата биле Христови непријатели. Оние кои што не сакале Исус да владее со нив. Е сега се поставува прашање, дали ние сакаме Исус да биде цар? Наш цар. Дали ние сакаме Исус да владее со нас? Овие во параболата не сакаа. Дали ние сакаме да бидеме негови поданици или сакаме да живееме во демократија, каде што ќе си тераме по свое? Веќе демократија тоа значи. Јас си живеам како што сакам. А што значи царство? Живеам како што сака царот. Или ова може да се постави поинако, ако се сеќавате на некои проповеди од некои наши гости овде во минатото. Не сеќавам точно кој гост им беше, меѓутоа еден од нив го постави следното прашање. Кога Исуса го нарекуваме спасител, со тоа што покажуваме? Че го признаваме сето оно што тој го направил за нас. Признаваме дека не спасил. Признаваме дека, например, воскресен од мртвите, ја скршил и силата на гробот
ја раскопал државата на смртта, значи тој веќе покажал царска власт во однос на последниот непријател на смртта, а пред тоа на болести еден куп неизлечиви. Сите тие случаеви каде што Исус покажувал надприродна моќ, божествена моќ. Меѓутоа, ако го ословуваме Исуса Господе, што со тоа покажуваме? Дека ја признаваме неговата доминација или господство во нашиот живот. И сега, како го сакаме Исуса во нашиот живот? Само како спасител, признаваме што тој ни направил за нас, или го признаваме за Господ, за цар во нашиот живот? Ова прашање не се одговара со уста, туку треба да замислиме, да си замислиме, дали сакаме ние да живееме и дали живееме според Божијата волја? Значи, дали сме поданици на Неговото царство? Или живееме независно од Божијата волја, значи не го признаваме Неговото царство, си тераме по свое, и на тој начин покажуваме дека сакаме демократија. Не го сакаме Божието царство. Не сакаме никакво царство, меѓутоа не го сакаме ни Божието, ако не ја сакаме Неговата волја во нашиот живот. Интересно прашање кое што може да се го поставиме во секоја ситуација каде што се соочуваме со избор. Дали да појдеме по Божијата волја, или ако во тој момент имаме ние алтернативна желба, да постапиме по своје. Дали Исус ни треба само, да речеме, заради смртта, еве, како што споменав на почетокот, заради нешто што тој го направил, го прави или ќе го направи за нас, или пак, кога сме го прифатиле Христа, сме сакале, значи своеволно, и сме го признале за наш Господ, за цар, за владетел во нашиот живот. Сега, зашто Исус вели дека тој треба да замине со параболата, значи на тоа алудира, допрва, значи, треба да замине и да прими царство, како да е сега и неговото царство некое вазално царство, кое што треба да го прими од некој поголем од себе, да речеме, од поголем владетел од себе, и кога ќе се врати со така применото царство, да владее со својата земја, со својот народ. Од кого Исус треба, каде требало да замине и од кого требало да го прими своето царство? Од Бога. Сега би сакал да ви прочитам една од првите визии на, во тоа време се уште Елен Хармон, не била мажена се уште, кога ја примила оваа визија. Оваа визија популарно ја нарекуваат, популарно мислам, значи во теолошките кругови, младоженската визија. Скратено, на која визија се мисли. Инако е хронолошки втората визија што Елена ја примила во својот живот, бидејќи првата беше декември 1844, потоа примила уште една во врска со неа лично, со незиниот личен повик и тешкотиите со кои што ќе се соочува. Но втората визија што е за народ, за да биде објавена, значи за верниците, е веднаш во февруари 1845
година, значи само 2 месеци подоцна. Тоа е многу позната визија, инаку, ќе ја прочитаме. Би сакал да ја прочитам цела. И на крајот ќе поставам едно интересно прашање. Во книгата Рани списи, која што е издадена многу години подоцна, под тој наслов, визијата носи наслов крајот или завршетокот на 2300 години, односно 2300 денови и ноќи. Или, во македонска превод тука, свршетокот на 2300 денови и ноќи на 43-та страница од македонското издание. Видов престол на кој што седеа Отецот и Синот. Го наблюдував Исусовото лице и се восхитував на неговата чудесна појава. До Отецот не можев да допрам со погледот, затоа што го заслонуваше облак на светлина и слава. Го запрашав Исуса дали е надворешноста на Отецот слична како неговата. Одговори дека е иста, меѓутоа јас не можам да ја видам. Кога би ја видела славата на неговото лице, ти не би можела да останеш жива. Јас еднаш го коригирав овој превод, кога реков дека во изворниот текст, оно што Исус го кажува на Елен Хармон е, кога би ја видела славата на Божието лице, ти би престанала да постоиш. Тоа е огромна разлика меѓу ќе умреш или нема да останеш жива и престанување да постоиш. Пред престолот го видов адвентниот народ, црквата и светот. Видов две групи. Една коленичеше пред престолот во длабока побожност, додека другата стоеше незаинтересирана и рамнодушна. Повторно ќе речам, не знаеме како изгледа да се живее како поданик на некое царство. Не знаеме како изгледа да се биде присутен пред престолот на некој цар. Јас се сеќавам дека дури и пред Лјупчовци и Бранковци постоеше некоја свечена атмосфера. А замислите, значи, луѓе кои што на улица секој ги пцуе и ги критикува отворено, па и по вестници, па и по телевизии, бидејќи тоа и тоа заслужуваат со реномето што го градат. Но замислете какво чувство би имале да се наоѓате пред престолот на некој цар. Дали е можно, на некој земски цар зборуваме, дали е можно пред престолот на таков владетел, земски владетел, нека биде, еве и некој неверник, нека биде непријател на Божиот народ, турскиот султан, нека биде, дали е можно во негово присуство да се биде рамнодушен? Да се биде ноншалантен? Меѓутоа, во оваа визија, еден дел, значи, две групи на верници, коленичеше пред престолот во длабока побожност. А тука се работи за Божиот престол, не се работи за престол на некој земски владетел, грешник и смртник, како и неговите поданици. Додека другата стоеше незаинтересирана и рамнодушна. Значи, првата што прави, забележавте? Коленичеше пред престолот, се виделе поданик да стои пред престолот, коленичеше пред престолот во длабока побожност, а другата што правеше? Стоеше незаинтересирана и рамнодушна. Оние што коленичеа пред престолот ги принесуваа
своите молитви и постојано гледаа во Исуса. Ова е нашиот проблем. Верувам дека секој еден од нас, барем еднаш во животот, во минатото, ја почувствувал оваа побожност во своето срце. Овој навистина благороден поданички дух од љубов по своја волја, како што Духот Свети не инспирирал, да му се поклониме на Бога, да ја признаеме Неговата власт, да сакаме да живееме по Неговата волја, да сакаме да одиме по Неговиот пат. Верувам дека секој еден од нас што е тука присутен, барем еднаш во минатото, а верувам и повеќе пати, сме го почувствувале тој дух. Меѓутоа, дали сме постојано такви, е друго прашање. Дали, например, сега сме како првата група, која што коленичи пред престолот во длабока побожност, или како втората која што стои незаинтересирано и ремнодушно. Со други зборови, живее демократски, живее граѓански. Не живее како поданик на Божието царство. Нема да читам сега целата визија. Меѓутоа, понатаму Елена Вајд вели, видов како Отецот стана од престолот и со огнена кола отиде во светињата на светињите, зад втората завеса, и таму седна. Значи, ова упатува на тоа дека предходно престолот, на кој што седеле Отецот и Синот, бил пред втората завеса, односно пред светињата на светињите, надвор од неја. Потоа од престолот стана и Исус, а повеќето од оние кои што клеча се подигнаа во исто време. Зашто бејќи тие постојано гледат во Него? Што прави Исус? Тие реагираат соодветно. Потоа не видов ниту еден зрак на светлина што ја отсијаваше онаа небрежна група и тие останаа во потполна темнина. Значи, оние вторите. Оние што станаа од молитва кога Исус го напусти престолот, него симнуваа својот поглед од него, додека ги водеше надалеку од таму. Недалеку од таму, се извинувам. И сега не интересира оно што Исус го кажува во оваа визија. Потоа тој ја подигна својата десница и ние го слушавме неговиот милозвучен глас. Почекајте тука. Јас одам кај својот Отец. Зашто? Да го примам царството. Запазете ги своите облеки чисти. И за малку време јас ке се вратам од свадбата и ке ве земам кај себе. Кога се случува овој настан? На кое време не упатува рани списи? Како време кога Отецот и Синот преминале од светињата во светињата над светињите. Имаме одговор на ова прашање? Значи, според адвентизмот, според визиите на Елена Вајд, на кое време упатува овој настан? 1844 година. Адвентизмот учи дека тогаш, до тогаш, поточно, Отецот и Синот се наоѓале во првото оделение на небесното светилиште, или обично велиме светињата, а во таа година преминале во второто оделение светињата над светињите. Пред да влезе
Исус во светината на светините, што им кажал на своите ученици, на своите следбеници, значи, на верниот народ од визијата? Одам кај својот Отец да го примам царството. И сега прашам. Па зарем Исус не примил царство уште пред тоа? Зарем до 19. век Исус немал примено царство? Дали Исус до тогаш не бил цар? Бил. Се консувате дека бил? Целото христијанство уште од првиот век тврди и Новиот Завет дека Исус бил цар. Како што бил и свештеник, првосвештеник поточно. Затоа е наречен првосвештеник по чинот Мелхиседеков, бидејќи Мелхиседек значело и свештеник и цар. Да ве почнам само на Матеј 28:18. Пред своето вознесение Исус вели: ми е дадена секаква власт на небото и на земјата. Да ве подсетам на текстот во 1 Коринтијаните 15 глава, кој што вели дека Исус веќе царува, значи во првиот век апостол Павле пишува дека Исус веќе царува, е цар, и дека тој треба да царува, се додека Отецот не ги положи пред неговите нозе сите негови непријатели. Истата мисла се наоѓа во посланието до евреите. И на крај последното пријател ќе биде смртта, значи ќе биде победена смртта, државата на смртта, и царството на овој грешен и смртен свет, царството на сатаната, државата на смртта, која што на некој начин се уште владе, бидејќи се уште имаме и греф и смрт на оваа земја. И потоа Исус ќе го врати царството на оној од кого го примил, на Отецот. Дори на новата земја, која ќе биде уништена и смртта, и сите Божи непријатели, и сите Христови непријатели, повторно Бог ќе биде цар, како што било и на почетокот. Пред појавата на гревот. Не само тоа, туку самата Елена Вајд се согласува со фактот дека Исус уште по своето воскресение станал и бил цар, а не дури 1844 година. Например, во книгата Дела на апостолите, 38-та страница во оригиналот, можеме да ги прочитаме следните зборови. Ке го прочитаме уште овој текст и тука ќе направиме пауза. Односно ќе завршиме со денешната тема. Значи, во Делата на апостолите, зборувајќи за Христовото вознесение на небото, Елена Вајд вели: самото Христово вознесение на небо представувало знак дека неговите следбеници ќе го примат ветениот благослов. Кој бил ветениот благослов? Што Исус им ветил на своите ученици дека ќе примат кога тој ќе отиде на небо? Светиот Дух. Затоа Исус им вели: подобре за вас и јас да отидам. И сега кога учениците го гледаат како се вознесува, како заминува, самото вознесение за нив било веќе знак дека тие сигурно ќе го примат ветениот благослов. Токму тоа тие и го очекувале уште пред да пристапат кон своето дело. Значи, учениците го чекале Светиот Дух пред да се нафатат со својата мисија, со своето евангелско дело. И сега внимавајте што се вели понатаму.
откако се вратил повторно на небо, што се случило со Христа? Според Дела на апостолите, 38 страница во оригиналот. Значи повторно според Елена Вајт. Откако се вратил на небо, Христос бил свечено востоличен, со најдлабоко почитување и обожување од страна на сите небесни ангели. Што значи изразот востоличен? Повторно нешто што не е дел од нашата современа култура и цивилизација. Штом се завршил овој обред, значи штом Исус бил свечено востоличен на небо, Светиот Дух, вели, се излеал во обилни млазеви над учениците и Христос навистина бил прославен со славата која што ја имал со Отецот уште од создавањето на светот. Значи, овој цитат баш одговора и на она прашање, но ќе стигнеме до таму кој ќе дојдеме до Јован 17 глава. Што значеле Христовите зборови: прославиме ти мене, Оче, како со славата што има во тебе уште пред создавањето на светот. Излевањето на Светиот Дух на денот Педесетница представувало небесно соопштение дека е извршено востоличување на Откупителот. Замислите како сега се толкува, ово отсекојаш го верувале христијаните со векови пред Елена Вајт, пред адвентизмот. Но како и таа самата се согласува со тоа. Значи, самото излевање на Светиот Дух на Педесетница представувало соопштение, небесно соопштение дека е извршено востоличување на Откупителот. Тој спрема или според даденото ветување го испратил од небо утешителот на своите следбеници како знак дека тој, Христос, се мисли, во својство на... Во кое својство? Свештеник и само свештеник. Во православната црква постои востоличување и ден денес. Се употребува тој израз, пример го востоличија новиот српски патриарх или секој нов епископ му прават обред на востоличување во неговата епархија. Не само свештеник, туку Елена Вајт буквално мисли дека Христовото востоличување значело царска власт, царско востоличување. Дека тој во својство на свештеник и цар, значи Мелхиседек, ја примил сета власт на небото и на земјата и дека на вистина станал помазаник над својот народ со самото тоа и што го излева. Значи, благодарение на Христовата царска власт се излева Светиот Дух врз неговите ученици. Значи, и според самата Елена Вајт, Христос бил цар, како и според учењето на апостолите, на Новиот Завет и сите христијани пред неја, но и според неја, Христос бил востоличен не само како свештеник, односно првосвештеник, туку и како цар, уште од денот Педесетница наваму. Сега прашање за размислување. И јас тоа прашање нема сега да го одговорам. Нема ни идната сабота да го одговорам. Не знам кога ќе го. Не знам кога ќе зборувам нареден пат. Сабота наутро од ова место. Но прашање за размислување. Ако Исус веќе бил цар уште од Педесетница наваму, зошто во втората визија на Елен Хармон на своите следбеници им вели дека тој допрва, значи по 1844 година, треба да отиде кај Отецот за да го прими царството. Па нели еднаш примил царство пред 2000 години? Зошто во визијата на Елена Вајт вели дека допрва треба да отиде кај Отецот и да прими царство? Дали адвентизмот си противречи
Дали Елена Вајд си противречи на себе си? Дали рани списи противречат на делата на апостолите? Бидејќи ви ја прочитав и едната визија, и другата. И сега, ако се сеќавате на прашањето што ви го постави пастор Фараго, може да ви текне и одговорот. Но како што реков, јас сега нема да ви го кажам. Прашање за размислување. Да го повторам уште еднаш, еви за нашите гледачи. Ако Исус веќе бил цар уште од 50-ница наваму и царува на небото како таков, тогаш зошто во рани списи, во втората визија на Елен Хармон, на своите следбеници им вели дека допрва треба да отиде кај Отецот. Значи, по 1844 година и да го прими царството од негова рака. Тука јас застанувам, а ви посакувам благослов и водство на Светиот Дух во проучувањето на оваа тема. Се разбира, побитниот аспект е дали ние во нашиот живот постојано гледаме на Исуса и го признаваме како цар. Не само како свештеник, посредник, спасител, откупител. Како цар и Господ. Дали го признаваме Христовото царство, неговата доминација, неговото апсолутно господство во нашиот живот, во мојот живот. Тоа, или сме демократи пред престолот Божи, односно онаа ноншалантна, она небрежна и рамнодушна група која што наскоро била обземена со потполна темнина. Нека му е фала и слава на Господа. Амин.